Почитувани граѓани, новинари, почитувани камермани и фоторепортери, оваа пресконференција денеска ја посветуваме на одбрана и на заштита на уставниот поредок на нашата држава. Не делат само 24 часа од еден од најголемите упади на една власт во третата независна власт, судската, чија самостојност е доведена во прашање, а притоа е гарантирана во нашиот устав. Наместо неопходните реформи, ќе бидеме утре сведоци на операционализација на еден груб и многу нападен удар врз правосудниот систем, кој ќе се одвива имено во законодавниот дом. Преку незаконската интерпелација на поединечните членови на судскиот совет, за кои ниту има некаква законска можност, ниту пак тоа ќе произведе некакво правно дејство, сметаме дека на начинот на кој што вака е поставена, ова представува школски пример за директно и грубо кршење на уставниот принцип за владењето на правото и особено за поделбата на власта на законодавна, извршна и на судска. Власта предводена од Мицковски на лице место континуирано ја демонстрира својата злонамера за целосна партизација и политичка контрола врз правосудниот систем на оваа држава. Иако, според обврските, треба да ја гарантира неговата независност. Ова е отровно и ова е високо токсичен отров за сите демократски принципи и вредности, затоа што представува еден отворен и пакосен, би рекла, влез во авторитаризам. Гледаме како власта упорно сака да ја демонтира буквално секоја институционална брана од авторитаризам, и тоа преку нелегални и неуставни постапки, преку и силени и силеџиски разрешувања, преку сатанизирање и јавни линчувања на суди, на обвинители, но и на други лица во нашата јавност. Зошто? Едноставно, затоа што подготвува терен за своите послушни инсталации. Брзањето со интерпелациите на членовите на судскиот совет на ваков начин и во услови кога во тек е подготовка на нов закон за ова тело, вистина ги обелодени сите намери на власта. А тие намери на власта никако и на еден начин не се поврзани со реформските процеси, туку се поврзани исклучиво и само со воспоставување на целосна партиска контрола. Да беше намерата за суштинска реформа, немаше вака на сила и немаше вака спротивно на законот да се турка оваа работа упорно. Прашуваме зошто власта не почека да се финализира новото законско решение и во нормална и редовна постапка да се избере, да речеме, пакет на нови членови согласно новото законско решение. Зошто упорно се игнорираат постоечките законски одредби од страна на извршната власт и на чело со премиерот се ставаат сите над уставот и над законите. И за ова е едноставна причината, затоа што намерата е да нема реформи, туку да има инсталирање на партиски лојалисти низ правосудните органи. И уште нешто, ова не е никаква случајност, ниту пак станува збор за некаков си инцидент. Туку ова е една смислена, систематична и координирана операција за напад, односно атак врз правосудниот систем. Ако судскиот совет биде срушен на ваков начин, следни ќе бидат судиите што не се по волја на власта. Потоа ќе следуваат и нарачани пресуди, како што впрочем сме гледале и во минатото. Исто така, ако обвинителот биде сменет на ваков начин, без почитување на законите, следни ќе бидат сите што не му се по волја и сите оние што нема да сакаат да работат по инструкциите на Мицковски. Во таа смисла, почитувани, ужасни и невидени се досега изјавите на премиерот во врска со судството, кои не можеме никако да ги именуваме освен како скандалозни и шокантни. Замислете, премиерот најноншалантно, но истовремено максимално деспотски изјавува дека ќе му зададе удар во чело на судството.
Изјавите пак дека ќе се игнорира мислењето на Советот на јавните обвинители во врска со разрешувањето на републичкиот јавен обвинител се исто како да фрлите шок бомба среде судскиот двор. Ова е така затоа што ВМРО ДПМН сака да воспостави тотална контрола врз политичкиот систем. И токму затоа брзаат, и токму затоа тие го игнорираат законот, меѓутоа токму затоа и СДСМ никогаш нема да го поддржи ова насилно уништување на правната држава и особено на уставниот поредок. Ние, како и стручната јавност, ваквите појави ги сметаме за неприфатливи. Зошто? Затоа што се директно спротивни на уставот и на законите, односно директно се спротивни на демократскиот поредок. Драги новинари, драги граѓани, оваа власт нема абер од реформи во правосудството. Нема ниту решение за правосудството. Уште помалку има начин како да најде решение за политичкото мешање во судството. Напротив, спротивното го прави. И уште полошо, оваа власт ги проектира своите интерни манири на авторитаризам и апсолутизам, кој ги спроведува во рамките на својата партија и ги ефектуира исто така према државата, а згора на тоа, сега истата таа проекција насочува и спрема третата судската власт, која мора да остане независна согласно нашиот демократски устав. Бахато, силеџиски сакаат и судската власт да ја узурпираат, да го инфицираат судството повторно со авторитаризам. На најгруб можен начин и би рекла на превратнички начин. СДСМ во предстојниот период јасно и недвосмислено ќе се спротистави на овие насилнички и недемократски действија. И наместо вакво недемократско однесување, ние бараме за судските реформи да се создаде национален консенсус и да се осигура вистински темелен реформски процес за она што е потребно да се подобри во правосудството. Од тука и ги повикуваме сите политички партии, сите засегнати страни да се вклучат во процес кој ќе овозможи суштинска, а не примитивно водена, не половична, не персонализирана, не партиско-лојалистичка квази реформа. Ние ќе предложиме неколку мерки во текот на наредниот период, за кој што дополнително ќе бидете известени, а до тогаш ќе продолжиме да се бориме за вистински и суштински реформи во правосудството, меѓутоа реформи кои истовремено ќе гарантираат неговата независност и ефикасност. Најважно, бараме од власта веднаш и ургентно да престане со овие незаконски и неуставни действија. Да се спроведат вистински реформи во согласно со препораките на меѓународните институции и да се следат чекорите предвидени во планот за раст. Исто така и оние наоди и сугестии кои што се сугерирани во оценската мисија. Како и укажувањата последни, не типични, но стигнаа исто така и од Меѓународниот монетарен фонд. Во овие процеси мора, повторувам, мора да се штити и да се осигура, да се гарантира уставот, посебно начелата на поделбата на власта и владењето на правото. Конечно, да завршам. Ова не е битка само за неколкуте членови на судскиот совет, туку е битка за зачувување на демократијата и на уставниот поредок на оваа држава. Ви благодарам.